Водолија. Хороскоп за август. Овој хороскоп е за забава и инспирација. Слушај со интуиција и земи од него само што ти резонира. Но верувај си најмногу на себе си. Август е месец на важни пресврти во твоите односи. И не само љубовни. Ке сватиш дека некои луѓе ти беа огледало, а не поддршка. Ке ја разликуваш навиката од поврзаноста и тишината од мирот. Ова е месец на ослободување, но и на нови врски. Оние што почнуваат длабоко од душа. Љубов и односи. Љубовта те учи на слобода. Ако си во врска, време е да ја обновите блискоста, но без контрола. Разговорите ќе бидат интензивни, особено околу 14 август. Но не ги одложувај. Ако сакате исто, ќе се зајакнете. Ако не, ќе се разделите достоинствено. Ако си слободен или слободна, не брзај. Некој од минатото може да се појави околу 21 август. Но прашањето е, си ја научил ли лекцијата? Или само сакаш да се вратиш на познатото? Кариера и финансии. Интуицијата ти е силна. Искористи ја. Ке добиеш шанса за нова соработка, може би и нешто онлайн, поврзано со твоите идеи или комуникацијски вештини. Финансиски, месецов не е за луксузи, туку за инвестирање во нешто што ќе те развие. Обука, курс, нова алатка. И биди внимателна со зборовите околу 17 август. Можеш ненамерно да повредиш некого или да откриеш нешто пред време. Здравје и енергија. Менталната енергија е нестабилна. Па обиди се да не си постојано онлайн и буквално и ментално. Води дневник, биди во природа, медитирај. Сонувањето ќе се засили. Обрни внимание на самовилите во твоите соништа. А потик, време е за дигитален детокс. Барем неколку дена во месецот. Предизвици и совети. Предизвик. Расеаност, нереални очекувања, дистанцирање. А совет. Слободата не значи изолација. Научи да бидеш искрен или искрена, без да се затвориш. Близината не е закана, туку благослов, кога е со вистинските луѓе. Најдобри периоди. 9 август. Идеална енергија за љубов или ново запознавање. 15 до 18 август. Неочекуван напредок или нова идеја. 26 август. Момент на јасност, важна одлука. Август ти носи вистинска слобода, но од внатре. Не е време да бегаш, туку да бидеш тука, присутен или присутна, и да одбереш луѓе и патеки што на вистина се твои. Промени што долго ги чувствуваше, сега почнуваат да се случуваат.